Синоќа на споменикот на слободата во Кочани Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одржа граѓанска трибина на која зборуваа Мила Царовска, министерка за образование и наука, и потпредседател на СДСМ Марија Ангелова, пратеничка во Собранието на Република Македонија, Никола Бачовски, член на извршниот одбор на СДСМ и градоначалникот Николчо Илиев. Министерката Мила Царовска во своето обраќање посебен акцент даде на подобрувањето на условите за живот како на централно, така и на локално ниво, за што доказ се бројните инвестиции во образованието. Само во Кочани за неполни 4 години се инвестирани 90 милиони денари во образованието. Во оваа општина за само 4 години инвестираше 90 милиони денари. И тоа се кровови, тоа е дидактика, тоа се опрема за училници, тоа се тоалети, тоа е инфраструктура. Зошто? Затоа што ако не вложувате во образование, тогаш вие сте заборавиле да вложувате во иднината на државата. Пратеничката Марија Ангелова посочи дека СДСМ е партија која работи за граѓаните, слушајќи го нивниот глас. Ја имаме централната власт која е насочена на потребите на граѓаните, а конкретно во Кочани, од друга страна, ја имаме локалната власт која е исклучително квалитетна во својата работа. Годинава која помина беше година на тешки предизвици, како за владата, така и за секој граѓани. Градоначалникот Илиев уште еднаш ги истакна реализираните проекти во Кочани и плановите за воиднина. Изјава: Во изминатите 3,5 години работевме многу проекти. Со мојот тим донесовме одлука за равномерен локален економски развој. Тоа значи, драги пријатели, дека подеднакво ќе инвестираме во градот и во населените места. Ова што го направивме во делот на инфраструктурата, што значајно го подобривме квалитетот на живот во сите наши населени места. Никола Бачовски ги посочи подобрувањето на условите во делот на земјоделството, односно на времено исплаќање на субвенциите. Трибината се одржа под мотото "Најдоброто за нашата општина".